од незаменливиот геврек. Насекаде ни светот го прават различно, ама ние тука очигледно си го правиме еден и единствен најубав наш македонски геврек. И инспирација од организацијата Арно токму така вели да го задржиме рецептот на таквиот геврек, ги вклучија и учениците од угостителското училиште, па направија еден нов рецепт за геврек или можеби го задржија традиционалниот, ки ни открие Ирина Јаневска. Добро утро. Добро утро на сите што не гледат, еве поздрав и за оние кои што веќе појадувале геврече. Па еве, дадовме убав предлог што да се појадува утрово. Сите сме во круг, го насловивте проектот со кој што дадовте нов рецепт, модерен или како направивте? Го задржавте традиционалниот? Што беше планот? Во потрага сме по нов рецепт. Добро. Станува збор за надпревар на кој што може да учествуваат сите скопјани, кои што се полнолетни, тоа поради технички услови, поради наградата, еве ќе кажам, имам и награда за оној кој што ќе го измисли новиот рецепт за геврек, станува збор за 200 евра. Тоа е награда за рецептот и уште 200 евра за обука на учениците. Упова, каква инспирација. Да. Финансиска, добро. Малку Има мотивација. ограничување кој сме, кој не сме, до која година? Така, возраст имаме 18 години, тоа поради подпишување на договорите, Добре, поради правни причини. Горна граница немаме, може секој. Едно од ограничувањата е да се од Скопје луѓето, не прашуваат на социјалните мрежи заинтересираните зошто од Скопје. Логиката е затоа што е локална иницијатива, е едното, а второто е дека треба намирниците исто така да се локални и финалето кој што ќе се одржува во Скопје, исто така не сакаме сега некој да помине 170 километри само за 4 сати настан. Значи логиката е да не правиме еколошки отисок. Целиот презнак, така и економски, и трошоци, да, така е. Добро, само да ги наградиме финансиски. Така, да ги наградиме и да се пренесат вештини на учениците пекари и готвачи од средното училиште Лазар Танев. Многу убава, креативна, се разбира, иницијатива ваша, секогаш сте креативни, особено кога е во прашање готвењето и задржување на традицијата. Ако претходно се видовме за традиционалниот готвач кој што го направивте заедно со учениците, како тие се реагира дека токму гевреков го бираме како еден од, не знам, клучните, иако имаме многу во нашата традиција намирници, имаме многу и рецепти кои што заслужуваат внимание. Еве, на геврекот му даваме особено внимание. Како реагираат учениците? Понудија веќе некои решенија? Беа зачудени и готвачите така малку беа со прашалници зашто добро. Сега и пекарите се вклучени. Добро. Кога готвачите се секаде на пиедестал, меѓутоа едно е инспирацијата, традицијата, локалните навики на луѓето, гевречето, еве младите не го јадат само за појадок, некогаш и после диско и навечер во касни нокни сати се јаде геврече, исто и за бранч може еве вработени околу 12 часот, не е секогаш само рано наутро. Сакавме малку да видиме што е тоа што реално постои како навика кај нашите граѓани, сограѓани. Меѓутоа има една друга символика, затоа и на надпреварот се вика смисли го кругот, односно сите сме во кругот. Арно многу работи на социјална и зелена економија. И затоа инсистираме се дури промотивните материјали да ни се локални, еколошки, амбалажата, за да кажеме дека сите учествуваме во оваа локална економија. И доколку нудиме производи на пазарот кои што загадуваат, утре тоа повторно ќе ни се врати. Таа е символиката на кругот. И токму затоа геврек има еден друг концепт кој што се вика донат економи, која што се вика така поради самиот диаграм, кој што е диск со шуплина. Меѓутоа ние решивме да локализираме, да викаме геврек економија и во наредните 3 години Арно ќе го носи овој концепт, ќе го работи првен заедно со академската заедница, ќе едуцираме луѓе и ќе објасниме зошто токму геврекот, меѓутоа сега почнуваме со креативен предизвик да видиме што скопјани ќе понудат за да ја реизмислиме традицијата. Вака ја повикуваме јавност, ајде кога сме за предлог за појадок, што ни донесе тука, што е тоа? И кога сме веќе кај локалното производство, ќе ги замолам колегите, ќе се обидеме да покажем малку. Така. Ева, ова е еко кутија, многу се изнамачевме, значи сега во светот на сите имаат полни усти зелена економија, многу малку
имаме вистински зелени производи, на вистина е тешко да се транзитира од мејнстрим економија во зелена. Се измачивме дури да најдеме амбалажа која што нема пластика внатре, значи оваа целосно може да се рециклира. Амбалажата е многу голем проблем на денешницата. Да. Горе имаме еден QR код, наместо да печатиме флаери, брошури, кои што ќе завршат нели за краток рок во канта, ние имаме QR кодче кој што води до нашата веб страница каде што се наоѓаат сите информации за надпреварот arno.org.mk. Во делот на вести ќе ги најдат сите препозиции за надпреварот, пријавата кој што е Word документ и нели рокот кој што е 5 декември. Еве ќе отвориме. Како инфлуенсер се чувствувам, Јована. Внатре имаме чајче. Освен јогурт, можеме ние печиво да јадеме, да конзумираме со топол напиток, особено во денови кога и треба да се згрееме. Што е типично за ова чајче? Еве гледате, повторно амбалажата е еколошка, хартиена, значи кога ќе се потроши може да се рециклира. Станува збор за чајче од падините на Скопска Црна Гора, кое што е произведено од Билки Лайф. Билки Лайф е ново социјално предпријатие кое што има амбиција да прави работна интеграција на луѓе со попречености. Значи, еве дефиниција за социјално предприемништво од нашиот радиус, македонски пример кој што навистина сакаме да го поддржиме, затоа ставивме негов производ во нашиот промотивен пакет. Исто што е вдека иновација, овдека имаме липа и мајчина душица, ремикс направивме ние, Арно ремикс, и велиме дека ова е одлична голтка заедно со гевречето. Ке кажам. Така, накнадно. Ова што го држам во раката е едно штипче, метална цидалка за чај. Зошто го даваме ова? Затоа што сакаме да се заменат сите оние кесички за чај, кои што се за еднократна употреба, во себе имаат микропластика и само прават отпад. Значи, ако конзумираме локален чај со цели ливчиња и користиме ваква цедалка, веќе имаме една по-одржлива практика и секој од нас може да биде некаков дел од решението, а не дел од проблемот. Значи, да не ставаме, да не правиме дополнително отпад. Имаме јајварче, Јована ти веќе го спомена како комбинација. Да, нашиот зимски деликатес. Така. Да. Ова јајварче исто не е од она што може да се најде во масовно производство, станува збор за зелен бизнис од круговите на Арно, победник на надпреварот за зелени идеи, кој што Арно го прави веќе долги години. Екофарма Беровко. Значи, во ова ајварче се вклучено локално население, органски е произведено, значи не е фабрички, со многу љубов, многу труд и може би чини повеќе, меѓутоа, кога купуваме вакво ајварче, парите одат во нашата локална, домашна економија, кај мали производители. И го имаме геврекот. И геврекот, сега јас, за да не направам лом со сусам, ќе бидам малку попредпазлива. Само малку ќе го покажеме. Ете го, кој го направи геврекот, што е најважно? Геврекот е од Средно угостителско училиште, тоа е продукт од рачињата на нашите вредни ученици пекари. Ете така, и ние во понеделникот имавме и појадок со новинари и со соработници и имаме фотографии од нашите ученици. Да, постојано се вртат фотографии. Сакам да ви се заблагодарам, се разбира, но и да ве потикнам и да работите и понатаму на вакви креативни, идејни решенија, вклучувајќи ги, постојано ги вклучувате најмладите, оние кои што треба да бидат нашата иднина, нели? Така, средношколците, особено од угостителското училиште, постојано се вклучени во целата ваша креативност, во сите проекти. Нека остане така. Минатиот пат ни донесовте некои од учениците, сега немавме простор и време, но следен пат ќе ги видиме и нив, особено со тоа кој го дал најдобриот рецепт за идедно решение за геврекот. Благодарам, Ирина, благодарам на гостувањето. Благодарам, Јована. Арно веќе 10 години соработува со Средното угостителско училиште Лазар Танев. Кулинари се вика програмата, кул е да се кулинаре нашето мото. И целата позадина е дека да инсистираме да се подобри имиджот на стручното образование, вештините на учениците. Вработувањето веќе не е толку проблем, затоа што секаде се бара добар работник, особено од овие професии, меѓутоа под вработувањето, значи на нашите млади, ние велиме кога веќе аплицирате за работа, треба да имате добро CV, да преговарате за добра плата, добра стартна позиција, без разлика дали овде или во регионот, веќе таа тенденција и динамика ја гледаме, меѓутоа да, тоа ни е целта, да помогнеме на стручното образование и преку социјално предприемништво да направиме подобри услови на пазарот на труд. Благодарам, Ирина. Се гледаме повторно. Гледаме секако.